споделете убави моменти со нас и со сите околу нас на начин што ќе не пречекате со насмевка и позитивна енергија која ќе биде добре дојдена. Пред да се подсетиме дека за некој ден повторно се враќаме на работните обврски. Добро вечер за вас и за сите околу нас кои го прават нештото да биде цело. Генерален спонзор е Визијана, природна минерална вода за активна кондиција на вашата мисла, но и тело. А тука се и другите кои исто така се наши партнери и го представуваат она што доаѓа од нашиот град на вистински начин. Млечните производи на бучен козјак, вкусни и здрави, како додаток за секој оброк. Најмеснатите сувомеснати производи на Екстрамен, кои ги има во секој маркет во цела Македонија. Детергентите од Арис, кои гарантираат чиста околина дури и за оние најпробирливите. И секако етно село Тимчевски за преубав амбиент и незаборавен момент во кој можете да уживате секој ден. А можете и за викенд. Или во недела, само во недела. Недела, убав ден. Недела од секогаш ми бил омилен ден, а посебно е омилен на сите поради фактот дека тој е ден предвиден за одмор. А освен тоа, неделата си ја сакам и затоа што од нас нели зависи дали ќе ни биде убава или не. А нема поубав ден од тој кога можеш утринското кафе да си го испиеш доцна попладне. Добро, освен ако не работиш во администрација, нели, каде што тоа можеш да си го правиш секој ден, па може и да ви биде здодевен, нели? Без разлика дали се работи во една или во две смени. Одамна почнаа во две смени и пак и има некои кои ќе се успијат и ќе задоснат дури и за втора смена. Тоа не може да се промени преку ноќ, нели? Не може туку така да се искорени. Плюс тоа, ние и така сме држава во која се досни. Се досни, само што се умира пред време. Арно, ама има и такви со контрааргументи, да, кои велат дека се додека државата ги плаќа колку да имаа да јадат за да не умрат, тие до тогаш ќе работат таман толку колку да не заспијат. Ето тоа е нашата филозофија. За жал, само кај нас во Македонија човек може да седи на работа и да размислува од каде да заработи пари. Време е и ние нешто да заработиме, да сработиме и да ви го најавиме воедно со задоволство вечерашниот гостин. Редок ден, затоа што е велик ден. Редок ден, па затоа и специјален гостин. Ристо Самарџиев, дами и господа, во празничното издание на Нема љутиш. А освен него, еве што уште ќе гледате. Са среќу нека, ајде. Близначиње, машала. А какви су? Еднојајчани или двојајчани? Кај што зракот почнува, таму сонот запира. Кај што срце посака, па да направи, за да избега. Таму сила зема, топли ветрови, таму кај што си. Што пишка толку? Дали има запек? Што тебе гајле што има министар? Ајде тере си работа. А слушай га ти чичета сака. Овај тура е од мене, да знаеш. Еве, што така? На кем сам многу, дедо сам виднаја. Имам унучиња, две, близначиња. Што збориш, бе? Ау! Са среќу нека, ајде. Близначиње, машала. А какви су? Еднојајчани или двојајчани? Едното е двојајчано, другото е девојче. Ајде, Денеска е посебен празник, а за посебен празник секако специјален гостин. Кога ќе дојде Великден, сите го бараат Джокси да им биде гостин во емисија. Ја ги зезнав сите, па си преговарав со едно моје другарче, кој е прв пат во нашата емисија и многу ми е драго поради тоа. Вечерва во Нема љутиш Ристо Самарџиев.
Здраво! Добро вечер, добре дојде. Добро недо, Христос воскресе, саде убавени. Бајстина воскресе. Честит Великден. На вистина. Кај си веристе, Ама која те не видела вака се, ја мајката, стварно бе. не знаев дека за Великденскава ме планирате. Джокси ќе ми се налути. Не за друго. Што ќе Не правам? сме никој да биде гост за Велике. Не знам, ја за njega си е резервиран Како ќе му Великден, објаснам ова, ја стварно не знам. Ќе му ја отпееме песната, после и готово. Дефинитивно може. Немој можда не тужи, njegova Уште песма пол- би го поемал. Бетера. Уште Пол Ифри да не така. Ќе го поздравиме ти, него и сите. Да ни е честит празникот, дај Боже, за многу години. За многу години. Нека е. Коки, ја обожавам кога снимам за Великден, знаеш ли зашто? Зашто? Зашто едино так ми доваѓаш на јајца. Така сакаш, Не, нели? грешка. Помали и да биде постари. Не. Така ли? Па да, тој тој си помал, пошто ја и Ристо сме генерации издеа ке дојдеш кој да нас. Ви не можете на моје, ја на ваше може. Така ли? Тоа Прво кај тебе, па после кај тебе. А јас сум постар од тебе, јас сум февруар, ти си октомври. Па затоа прво кај тебе, тоа Да. А јас мора да се запази. се знае како си е редот, да. Кај постарите прво. Ако ми кога се рачкам с Е, постари. па ако ти. Поред ме терате. терате. Пошто ми сме нели повозрастни од njega, ми сме 64-то, 70 и тама неке. Имаше едења за генерација која расте, нели, Еврокрем. Он издеа не е ни пробаја тој Еврокрем, пошто не е порасна, он не е у генерација која расте. Ја тоа бе брзински циприби и бегаше само што закачу у момент. Така е, да. Ристе, знаеш што забележав? Ти многу немаш давано интервјуа по овие штампани вестници, по интернет портали. Многу тешко се доаѓа до тебе, ми се чини. Истражувајќи да видам шо, како, имаш ли интервјуа на телевизија? Да, ама по Мислам вестници не тоа. дека одамна се немам појавено. Искрено. Пред извесно време, онака, не пред извесно време, извесно време, тоа е 3-4 години. Njek. Почнав да го давам интервјуто онака на интернет, на моја пријателка, новинарка, кај едно прашање кое што беше поврзано со мој близок човек, а кој веќе не е меѓу нас, онака некако тука запнав, па и тоа не отиде. Како да кажам, башка се некако сега во последно време кон овие социјалните мрежи, едно друго, ја некако не баш многу се снаоѓам во целиот тој свет. Некако поспокоен сум вак. Арно Матико ми се јави, нели? Не можев да ви одбиам, еви, со колки Не, бе, ти, онака те си видиш. велам, ајде ќе направам матер да се видам со луѓето и затоа сум овде. Инаку да. На Точно прва да дека- говорим и тоа ме зачуди. Гледав, барем не во последно Ама време. не е на прва, нели, веднаш ти кажав дека во следниот период имам да. обврски, па после тоа да ти се јави, викам тука сум, планирајме и тоа е тоа. Ја тоа го сметам на прва, нели, нормално дека Како и да е, поради да, обврски не, супер и ме Така е. радуваше. Ја само стварно ме чудиш зашто порано не си ме викнал. Си било ке викнали човекот, даже. Или не, како не. Да, сега после оваа емисија ќе почнеме со интервјуа и сето тоа. Ета, ова нека биде Веќе се откус. откука еден пут, Боже. Како река. Ми смо Башка не е само тоа, башка човек треба и да направи нешто, да се направи нешто ново. Точно е во овој период онака имав во изминатиот период и неколку години, нели, работите со меморија, па балетски представи што сум работел, композиции за други емисии, мојата редовна башка работа и Детска музика, исто? Па да, Музика сето за тоа, дечиња, да. така? Значи да, и така што имало ситуации, но некако веројатно онака чека момент каде што нешто попосебно ќе се случи па да се направи еден убав муабет. А вие сте онака забавни, па може онака по-лефтарно, онака и за старо и за ново и така нешто. Што спомнеме, што заборавиме. Да. Нека не е простено. Да. Од кај да почне човек сега, али најдобро од почеток да почнеме со тебе. Рече дека кога ќе имаш нешто специјално, кога договаравме ми рече дека со меморија планирате нешто, правите, вежбате, што има на тој Да, план? тоа е веќе договорено, веќе екипава пробува веќе 2-3 недели наназад. Веќе е договорен, како се вика, концерт уште еден за некаде ноември месец. Во меѓувреме се договори уште еден концерт во Штип, сме на 1 јуни, во Домот на културата, што ми е посебно драго, затоа што тој Дом на културата важи за еден од најкултните рок позиции во Македонија, покрај славна Соколана. Домановска, Покрај нели? славна Соколана. Па да. И како се вика, да, се направи една песна која што ја пее Поце, друга песна Меморија. Искрено и мене се уште ми е чудна таа
комбинација со два пејачи, но работава е да се направи уште еден добар рокерски, музички, како се вика, круг, па ќе видиме што понатака, нели, и тоа е тоа. Инаку сега така функционирате, значи со двајца пејачи. Па да, како што беа и концертите, и Метрополис, Борис Трајковски, и неколку концерти што ги направивме во меѓувреме низ други градови во Македонија. Легендарни беа, одекна е. Да. Навистина добро, особено што еве нека се земе, не можам да се сетам дека друг рок состав, поп-рок состав како и да е, во Македонија, македонски, ја напомнам Борис Трајковски, нели, мислам, така што Ја напунивте Борис Трајковски, ама и песните, бидејќи беа на специфичен начин изведени, одекнуваат ден денеска. Не само Дирлада, многу од песните. Дефинитивно, и Оган под звездите, и сетото, и нашите слики, и Жано Снежана. Одлично, и да прифати тоа публиката. Оној концерт, фактички во Метрополис, беше каписла, за после тоа цела таа инерција да донесе некои други концерти. За жал, не знам, не навлегувам во тоа, во целиот тој период, нели, не се направи некоја нова песна, еве сега се направила. Со Поце направивме една, како да ја кажам, некоја концертна патриотска изведба на некои наши песни, споени и тоа некаде отпред некој ден веќе се врти, каде што на концерти тоа сме го правеле, но никош не сме направиле студиска снимка од тоа, сега направивме студиска снимка, каде што се вклопени на еден убав начин, едно име имаме и заветна и налеј и тоа добро звучи. И добро е за на концерт е добро. Се ова е студиско, но чисто онака оние кои што можеби ќе немаат можност да дојдат на некој концерт да знаат дека и такво нешто имаме. И се прават нели, како група се влегува на проба, се прави некој ќе донесе идеја, па ќе видиме тоа дали ќе профункционира, нема да функционира. Колку концерти се закажани? Веќе има неколку закажани? Па добро, за сега се овие два. Не би оделе ние на нешто големо, најбитен е оној Борис Трајковски во ваква, секако и овој Штипскиот во меѓувреме ако испадне уште нешто. Ми каза ги брка тие работи, кај ќе видиме, што ќе видиме, колку ќе видиме присутни едно друго. Нам ни се случува нешто добро, ја спомна годината на раѓање заедничка со Коки, така што за онаа генерација од 64-та година да им се случуваат вакви реп концерти, тоа е прилично добро. Кажи ми, тешко ли е кога ќе се достигне врв да се понови? Па, се врв. Нели потешко, а? Ама не. Ама врв зборимо, нели, она што го направи меморија тега, зборимо. Како ги на врв брда, на врба, ако за тебе врв, не брда више. Па не знам тоа како би го кажал, Подобро е човек да патува да оди по некоја патека која што е добро, во која се чувствува добро, континуирано нагорна линија да има. Па и не мора да е нагорна линија, нека е права линија, ама да е вистинската, нели? Мислам, инаку не би рекол дека е тоа врвот. Мислам дека меморија може и повеќе, мислам дека јас и секој од нас музичар кој што секој од оние кои што се во меморија, знаеш, имаат и своји некои соло парчиња, кој како студиски музичар, кој како нешто друго и така што не би рекол дека е тоа врвот, но мислам дека сме на вистинската патека, тоа е тоа. Приказната со меморија почна од 93-та до 96-та. Да, нешто подосна, 94-та, 5-та со мене, инаку претходно они си имаат претходно они се тераше, нели, со Поци со таа прва постава веќе има некаде 4 албуми. Со мене го снимивме тој 5-тиот албум, каде што, нели, Дирлада, ама во друга некаква варијанта беше Дирлада, но тука беа нашите слики, Снежо Снежана, Параходот, одлични композиции, добар албум. Се пеат и ден денес. Ме интересира, ти беше пред тоа имаше завидна соло кариера, пејачка кариера. Па, добра. Знаевме сите, знаевме кој ристо се врши. Ако се навраќаме толку наназад, прво бев она рокеристе што се вели, така, но рокеристе кое што беше повеќе кон ска. Тие, како сега, вистинските рокери не многу ги ценат оние кои што во тоа време се бавеа со New Wave, ама нас не ценеа затоа што во Македонија тоа сите беа рокери, а не бевме единствените кои што се бавевме со таа музика, тоа е 81 година. И како такви, рекоа, ова е вистинското време за вакви момци, не испратија на Зајачарска китаријада.
Тоа у групата кога бе Со група, што ама го- тоа е група Цилиндер, Интересна тоа е на- работа е тоа најдов како податок. Сте освоиле прво место на Зајачарска гитаријада. И вие сте првата рок група од Македонија што е рокска, не знам сега точно, ама таа варијанта на музика. Прва група од Македонија што освоила прво Да, место иако на претходно биле- Иако лепи се освириле Така пред е, тоа. да. Тоа го најдов како Да, податок да, што е беше, ама импозантно. бевме интересни, нели? Исто така, како што во Македонија се случуваше, сите беа, нели, рокеришта, heavy metal, hard или пак jazz рок беше многу модерен уствари, нели, поради Лепи Сол, поради Ден за ден, поради сите тие група излез и сето тоа. Како се викаше групата? Цилиндер? Цилиндер, да. да. Цилиндер. Не цилиндер, и- цилиндер. Цилиндер, точно. Еден од првите настапи беше и овде. Во Соколана, Соколана, спомнавме добро. Соколана. Да, Соколана, дојше стварно кога нас ја знаете и у прекаснија се. Скопје, мислев дека само у Куманово ние со Соколана се. Ма тоа беше престиж група да свири у Соколана. Како што подосна нели беше оној домот на млади во Штип и во Скопје, нели? Соколана беше рокерско место, шејтан, кој што сето тоа го организираше, Бог да го прости, нели? Басистот на Автограм, така, и култен басист и музичар, онака, за цела Македонија, многу битен за Со сите Мики од Џафер нас. беа таму заедно, така? Да, со Мики Џафер, ние пробувавме некаде во Дом на млади во вакво и Шајто, Џафер, цела таа екипа за нас беа 10 години, 15 постари и Толку во нив отврке, да. гледавме она легенди. Арно ама, како се вика, сите медиуми, весници и едно и друго, во нас гледаа по-перспективни, затоа ја свирахме актуелната музика за тоа време, нели? Имавме неколку хитчиња, еден дел, флегматик, едно друго кој што беа прилично, тогаш немаше интернет, немаше ништо. Да. Имаше само едно радио, ама повторно луѓе по журки си ја пуштаа. Мислам, тоа беше многу интересен период. Ама тоа беа предизвици да дојдеш до музика без интернет, да најдеш добра снимка, И пак луѓе беа... вакви, дури си ја свираа вака по паркови, по едно друго, си свираа нашите песни, а тие им беа достапни само, од тие 2-3 радио програми или пак од некои концерти, но луѓе ги учеа. По оваа група имаше соло кариера. Ми беше прашање... се уште е рано за соло кариера. Воопшто цело време се у група. Тоа е време. А како не, да. После тоа беше Хаос and Laos. Исто така Хаос and Laos, прилично интересна, успешна група. Да кажеме со Цилиндер тоа дека ние со Цилиндер свиревме отворење на најкултниот рок клуб во Загреб и во Југославија, Лапидари се викаше. И ние отварахме сезоната. Чекај, зашто јас го паметам Ристо Самарџиев на Макфест Тоа самостојни е, настапи. значи кога завршивме со Хаос and Laos. Тоа е после. Да, тоа е ваква. Он се ќе пораснае, веристо, он богата е. Ево ја, Он е зато так имам пораснае. Приказка, богата е музичка приказна, па нешто се испуштило, знаеш. Баш кога Лили спомна, нема интервју едно други така работи. А си можел да ми се јавиш кога Ќе се едуцира, ќе ти каже. Да, Хаос and Laos исто беше прилично успешна група, имавме 20 на снимки за ваква. За тогаш продукцијата на Македонско радио, на Радио Скопје. Имавме одлични концерти, овде исто у Куманово со нив сме спирале, ама со Хаос and Laos, ама пак како предгрупа на Дугме во спортска сала. Да. Во спортска сала. И одлична, со нив имавме концерти во Ниш, имавме концерти во Крагујевац, имавме концерти во Загреб на Југословенски рок момент, заедно со Лајбах. Добри моменти. Со Хаос and Laos, сега кога се распадна Хаос and Laos, ми се јавува мене Славе Димитров и ми понуди песна за на Макфест. Затоа што му кажал Тоше Попсимонов и Тања Станковиќ му спомнале дека јас сум по регето и он ми понуди песна која што наликува на реге. Ми ја понуди Чили Вили. Чили Вили. Така беше, Да, да. Чили и- Вили. Тука јас сум порасна. он е Да, тука Значи, Вили. која година беше тој листа? Тој е 87 да. Браво. Така си ти имаеш 16 и 200. 15. Кома 800. Па не, да. Па добро, и ја ги паметам И тие од тука две на таа соло кариера и така, некако. Си беше окей, да. Тоа ми беше прашањето дали тоа што пред тоа беше во групи, па имаше соло кариера, ти беше малку олеснителна околност во меморија да направиш добра спојка. Веќе имаш искуство по групи, Јас затоа едва и чекав да се случи некој таков бенд. Мислам, затоа што повеќе уживаш во бендови. Ама така е, мислам, особено во она време каде што најголемиот број за жал од настапите, во она време беше многу популарен плейбекот.
Значи, сега, мислам, за мене си имав ја своји композиции, едно друго, си имав некои настапи успешни на Макфест и полууспешни, веќе си градев соло кариера, бев веќе познати меѓу децата со она моје учество, Дајте музика, нели? Дајте музика. Така е, каде што ја правев насловната песна, нели, шпицата и... Памтиш ли го тој песма, Драгане? Не, па. Како бе, не бе Ти да си ма израстаја, а додиш не Беше израстаја много, ама израстаја со тој песма, така Не, ли? не, Да, дајте да. музика како не, Тоа ама беше- више тоа беше- беќар беше, А више баш и Чили Вили води. претходно, значи имаше еден период каде што со Чили Вили се броја тоа Чили Вили ми носеше настапи и наутро, и на пладне, и навечер. Заразно Со Вили- беше песната некако, не знам. Да, ама беше голем хит. Веројатно тоа беше првата македонска песна, фестивалска, која што се емитува по тие клубчиња, беа тогаш популарни по дискотеки и такви работи, и по журки. Нормално се пуштаат тие неправда и едно друго, Да. но прва фестивалска песна која што одеше по журки, тоа беше Чили Вили и тоа беше огромен хит, да, дефинитивно. И во еден период ги наборив некако во некои 2 недели имав 50 настапи со Чили Вили. Тоа беше чудо. Чудо беше, стварно. Што наутро, што навечер, што преку ден, што некои ивенти по 3-4 ден, по 3-4 настапи во денот. Песна за сите генерации. Така беше, да. Беше стварно, беше онака. Арно, ама, кога ми се јави Перо и кога го спомна моментот за меморија, и викам, слушај, ова е топ, затоа што ја едва и чекам да повторно ми прозвучат звучниците зад мене, нели? Да. И како се вика и бубањот, седнавме со екипата, од меморија веднаш онака предовме на онака што треба бендовски се преде, чашка и едно и друго муавет и се Прва чашка, после све друго. Да, баш така. Мислам дека момците од прва ме прифатија, кога видов дека е се опуштено, тогаш веднаш спомнав, викам луѓе, ме праша дали имам некаква идеја за песна и тогаш им ја тогаш беше баш на времето со границата, нели, со Грција, такото. Од И ме тука кажа Дирлада. Дирлада. Рекоа топ идеја, ја направивме Дирлада и тоа е тоа. Добро, значи И така ти свакате. немаш она суета што ја имаат голем дел од пејачи. Сите они бегаат некако од бендови, па идат на соло кариера. Ти и во бенд, па соло кариера, па пак во ова немаш проблем, напротив, ти не било знам, предизвик да... Може би онака убаво по сум ги интерес. распоредил онака Ама снагите. убаво онака, кажа, да. док да го осети бубањето, чим го осетиш бубањето, бам. Така е, И дефинитивно. тоа е Да, тој, дефинитивно. Да, дефинитивно. Сега нормално, ја повторно си терам ја својата соло кариера, ја повторно имам соло настапи. Така, поинако е кога е вака бендовски и драго ми е што ја тераме уште таа екипа, иако малку се смени тамо работи нели во составот, ама без разлика песните се тие. Тоа е тоа. Иако зборуваме во најголем дел за меморија, не може да не биде така, бидејќи тука Ако, ги имаме тие легендарни песни. Пејач на годината еднаш, два пати, колку пати беше? Па не се сеќам, да, 2-3 пати, И, да. и точно, во да. која организација, не знам, у секакви... Па имало, да, и со Бумамара имаше на времето на 12 величенствени, имаше повеќе вакви. Тоа се признанија, нели, кои што се даваат за ваква сума. Ама добро, не се даваат Тоа туку беше- така, мислам, Па на да, вистина... точно, но имало години кога нели сум бил малку поактивен, така, кога ќе испаднал хит како Дирлада или пак албумот со меморија или пак подосна кога испадна на таму кај што си на Старовина, така, и албумот нели кај што е А ти со Кумановци Да, овде што со скуманот. и каде што е автор Кумановец Видан, ќе го поздравиме и него, ќе му честитаме Великден и така. Така што тоа се тие моменти. Имало признанија, имало награди, но најважни се моментите и деновите и месеците и годините да тераат и на човек да му е до песна. Мислам, тоа е она најбитното. На крајот од овој блок, која песна ја одбележа твојата кариера по твое мислење? Внимавај што ќе кажеш, зашто ќе те замолам да не испееш на кратко. Не. Таму кај што си или сепак некоја друга? А, Според мене најмногу ја врзуваа таа. Па, Освен Чили Вили. веројатно, ама таа е веројатно таа која што би требало да кажам дека е за мене, нели? Најважната, затоа што претходно се обидував со мои композиции да настапам на Макфест, но никогаш не успеваше мојата композиција да биде примена. За прв пат беше тогаш примена моја композиција и таа победи. И стана хит, нели? Веројатно е таа, а од друга страна не знам што да испеам и во иднина и до сега што да испеев,
и Дирлада и таму кај што си, се уште ме вика Чили Вили, нели? Вили, не можеш да побегнеш од тоа. Дирлада е композиција која што е мега хит и иако 2017 беше концерт во Метрополис со тие трубачите, таа е мега хит кој што мислам дека во овие 6-7 години не постои мекици, не постои свадба, не постои журка, каде што не се извел. Мислам, тоа е, тоа се уште држи. Особено, ова време е многу потешко да се направи хит и песна да остане толку време. Во онаа време беше можеби поедноставно. Немаше толку медиуми, но беше поедноставно. Сега секој медиум те клука со, како се вика, со некои новини, со некои нови композиции, со некои нови, како се вика, понуди, нели? Постојано, времето е побрзо, човек сака да веднаш да премине веќе на после строфа и рефрен. После строфа и рефрен сака да премине на другата песна. Но ете, Дирла да остана и ајде се надевам дека и понатаму ќе има многу причини за некои нови вакви моменти, барем како Дирла. Па супер. Ај од сите тие хитови сега Чили Вили. Најтешка така е. Најтешка е. И па дајте музика. Не, знаеш ли Дајте му. По твој избор. Ова ми гитарче кој што ми стои во кола. Ова е мобилно гитарче. За журке и приватни седенки. Не, можеме да направиме вака. Таму кај што си можеме да направиме. Ама ќе направиме една кумановска после. Кај што зракот почнува, таму сонот запира. Кај што срце посака, па да направи, за да избега. Таму сила зема, топли ветрови, таму кај што си. Ми се посреки у една ситуација оваа песна, ми се јави од Министерството за култура пред 10 на години, 12-15. И велат, вика, Ристо, дали би настапил заедно со танец? Викам, како да не е, нели? Ама вика, слушај, за во Грција се работи. Викам, кај уште поарно, каде и да треба. Со танец бевме инаку, имаме настапувано во Австралија, по повод 2 август, 100 години Илинден, во Опера Хаус. И ова се случува некаде 10 на години подоцна. И велат, вика, за во Грција, вика, ама вика, слушај, не сме нешто со средства, викам, какви средства, викам, кефе, викам, со танец да се настапува и готово, особено. Зашто се работи? Па вика, има 2 настапи, вика, едниот е во селото се вика Емборе, другиот е вика во Пожарско. Пожарско, тоа е малку поголемо, местенце во Егејска Македонија, а на километар од Пожарско се наоѓа селото Тресино, каде што е роден татко ми. Да. И они ми велат вака и вака. Викам, добро, колку треба да платам? Викам за да отиду, а? Вика, зашто? Има средства, не е проблем. Да, па вика, затоа што викам ми правите таква чест, човече, да можам со танец да настапам. И таму во Пожарско рекол, викам, оваа песна е напишана за овој крај, од кај што потекнува татко ми. И која што оди после оди Како песна ангелска, душа што ти милува, како игра ѓаволска, што те станува, па те ранува. Таква ли се магија, пожар направи, што не сгаснува на старо вино, ова есен мириса. Се по-старо ти си уште далечна, но срцево е мое безсмртно. Се дурте имам тебе во него, кај да бидам ке те чувам, моите бакнежи, таму кај што си, ке те милува, каде и да си, моите бакнежи.
Таму кај што си, ке те милува, каде и да си. Концерт, Како кај што Драгане. си? Добра, добра. Концерт, Драгане, концерт. А, концерт, да, па да. Концерт. Не сум распеан, иначе, ако ме оставите, што могу ќе направиме, да. Имаме некои фотографии за кои би сакал да ми кажеш како се настанати. Се надевам на кои дека не се некој места. од плажа, е. Не. Комплет си облечен, нема ништо, не се види ништо. Да, оке. Тоа исто како колки гол кад се слика, ништо не се види. Само Оф, леле. ова е ако не се Легендарна лажам, фотографија Чили Вили, а? Па да, ова е веројатно тоа, според научарите, мислам дека таа ја пеам, ама ова не е од Макфест. Ова е некој друг настап од друг некаде, настап, да. друг. Не, на Макфест мислам Не, дека ова. си со она плаво, црвено нешто, Не, разни не, комбинации на бои или се лажам? Не, тоа е од Макфест, ама тоа не е Чили Вили, тоа е сите ме зезат за тој избор на облека, кога сум ко папагал, да таа мислиш, да. Да. Ама така беше песната, тамо пее Бразил Того, се викаше, ако не се лажам песнава, се нормално асоцира на некои такви шарени екзотични места и затоа веројатно сум бил така. Така сум се чувствувал некако, поема нема. Ова е Чили Вили, мислам дека ова е Чили Вили. И Јас може сум сигурен дека е Чили Вили, Да. само што видиш можеби не е на Ова Макфест. ама може да не е од Макфест. Тешко да, те така е. познае човек, да ти кажам право, да не те знам од тоа време, да не пораснав баш тогаш, не може да те познам дека си Како ти. дете сум бил човек. Види. Млад, висок, убав, а? Прав муж. Да, баш така. Сега Да се вратам на овој имидж. Тоа е жена, бе, прав муж, Треба да дека се си го врата. да каже, как него каква е. Добро, Така е. следната фотографија да видиме. Ова е веќе посериозна материја. Ова е веќе наменски правена, ова е наменски правена за вториот албум, ако не се лажам, да. Вториот твој соло албум? Да. Да. Добро. Знаеш За дека таму е имаме, правена. имам носено слична брадичка. Аз се сеќавам, да. Едно време и почна да ме зезаат. Па нешто. ја уствари можеби од тебе сум видел. Мислам дека Ја не сум видел Мислам од тебе дека од гледам, едно друго добро, место модерно. имам видено Сигам штом таква Шанија варијанта. носи веројатно и ја, човек. А ти исто погледни га njega da ne on bija u nekoj dječjoj emisiji ti kod što se pojavi. Čini Da, bili da, one može, bio može. negdje Ja do pre 2 godine od na- desnu stranu. Ја до пред 2 години наступаше у Ај, па детска тоа емисија, зборувам, што? да. Не Да, измешам се с деца и не може да ме познаеш што не. Ама ова се фотографии од минатиот век, човек. Мислам, така што оваа трансформација моја да не чуди, знаеш, поминале години, така. Ние овие ќе си ги истакнуваме, нели? Ти од минатиот век не можеме новите. Да. Како беше тој муабет? Не ме гледај ти уживо на слику да ме видиш како искаш. Mnogo sam ubavno sliku, da. Још па сак со тие на телефон што ги има тие како ги Ne ga znam, ja А, sam она за skaran sa подобрување на... tehnologijom. Па да, бе, филтри. I ja тие, sam skaran о. sa tehnologijom. Вика kako да peveri. слеко како искаш. Имаше. Ја само ми за насип, жал не да. умееме да ги правиме, иначе не да не сме убави, него не умееме да се направиме убави. Da, ne umem. Ајде следно. Да. Ова е веќе меморија, да. Ова не Па е и од ова- минатиот, Како не, ова е мината, не. ова е 96-та година, како? Да. Ова е 96-та година, да. Ова е фотографија работена од мојот пријател Жорж. За албум е некој баш. Ова е ми за задава- албумот, ова е за албумот на меморија, петиот албум, да. Едвајте тука најдолу, сме. долу си, најдолу, така? А? Да, да. Најдолу си. Немој да ме, па не сум валјда оној горе лево, човек. Глед. Абе, ти Драгане valjda se stavi pogledaj. inače. Ja sam valjda go... Ej, dobro, Bože. Па Ti Башка dole нели сега- нормално пејачо треба да е малку понапред, мислам. Барем по тоа може да ме познаеш. A on možda saka Перонеси, dole... перонеси, не носи на. Ама не, on možda Никој saka не може да dole. pera. Седив, чучив и стоив. Да пишуе. Да. Седив, тај. Чучив, тие, овие стоив. Се збунив со типот десно кој е горе десно на Џони Дип ми зали. Над мене е Мичо Божиков, нели? Над Мичо Божиков кој што е и солеписал, нели? И над Мичо е Бане. Тие се веќе дел од не се веќе дел од меморија, така дека Мешовита. се ваква. Да, Сале е бубњарот, тој е и сега. И Аце тогаш не беше сајзерист, Аце кој што беше на тој албум и тоа е тоа. Ајде уште една имаме или две, не знам. Е, Е, човек. овака е, само многу со шешир ми се види интерес. Ама па треба вака се. Кога пуштате вако нешто треба да пуштате видео кој ќе оправда како се вика Значи, наменска Тогаш е фотографија. полесно. карденовата се. Тоа е тоа. Е, требаше онаа фотографија, најдоби таа у сите Овде- боите што ти има, не ја пушти. Така ли? Да, ја најдов таа. Добро што не ја вако, пошто ако немаше објаснување околу песната, стварно ќе беше без везе. А овде пеам една овде сум на Охридски трубадури и победив со оваа песна која што се вика Езерска.
и е буквално баш онака права, медитеранска, а сепак езерска песна. Да. Езерска бе, И така и се вика езерска. Укајчено со На нашиот шеширо. Охрид Да, Медитеран. а така е. Укајчено со шеширо. Така е. Речи. Ова Охридски моја трубадур. кајче зелено нема своја станица. Ајде напеј песна, Елено, весла ме до граница. Добра, и така што одговара. Елено, весламе. Сега неизбежниот дел за твојата работа во Сител. Сега си едно време беше уредник на забавна програма, сега си Едно време бев уредник и на забавна, и на утринска, на добар дел од програмите, почнав со детската програма, па после тоа расте моите обврски. И тоа е тоа. ти си еден од Сега главните виновници за големиот рейтинг на Сител. Сега си Па добро. ја велам од главните, не само ти, цела екипа сте. Целата окей. екипа. Ама Сител држи се тоа 180 со години и луѓе. држи, поприлично. Доприносот на секој тамо, од камерман до сценограф, до светломан, до сите оние кои ги поставуваат емисиите, до координаторите на програмата, режис, оние што се во режија. Мислам, целиот концепт на телевизијата со години веќе не доведе до нешто кое што е, нели, Сител веќе со рейтинг е неприкосновен во однос на другите телевизии. Долги години беше на забавната програма, сега сум одговорен уредник. Одговорен уредник. Има ли разлика нешто? Што е поголема тежина, поголеми одговорности, повеќе? Поголема Да, поголема плата. Нема врска. Не е тоа, не беше тоа пресудното, нема врска. Слушам. Кога ми беше понудено, беше кажано дека сум еден од најстарите, веројатно и со години со стаж. Беше не знае човек комплимент да го доживее. Да, стаж, добро, доста пази се. На искусен, Пази, на искуството искусен, стои да. зад мене, тоа е тоа. Голем дел емисии беа направени, на кои што и телевизијата и јас сум си онака прилично како се вика, кефлија што биле создадени, тргнувајќи од онаа култна Сител Бамбини, потоа на дайте музика беше во македонска телевизија. Тоа, да. На детски начин, на многу специфична емисија со деца која што одеше во живо секој ден. И онака деца тука 2 часа програма извонредна. Онака жива што се вика, баш жива емисија. Подосна многу други емисии поставени, Не биди паун, Турлитава шоу, емисија на која што сум посебно онака горд во живо играна програма, а во живо Кукен совет каде што беа Дади, Бог да го прости, Знам дека Марија Марија Кондовска Кондовска беше замешан и тука. Извини? Куината што ја правите на Сител исто беше. Не, тоа се емисии кои што се вакво, но ова се емисии во кои што сум директно онака вклучен, нели, кои што се Уверен си во тоа. мои проекти кои што е сега Мерак Меана, Запи Зоро и такви работи. Твои идеи се тие емисии? Да, од тој аспект, значи од мене поставени, значи затоа велам. И уште многу, како се вика, документарни програми, документарни емисии. Утринската прва програма журнал, која што беше насловена и така натаму, но да не ги набројуваме, сето тоа ништо немаше да испадне ако тимот го немаше она искуство, значи некој кој што бе и постари од мене си замина, соработката со нашиот заеднички пријател со кој што ги имавме, нели, Венци. Тоа ми она кажа негова- за тоа време, за Куманија. Поинакво ли убави. време беше К15 тогаш Куманија, К15 има емитувано и на Сител, меѓу другите телевизии. Они беа на сите телевизии. мислам, Точно, К15 се бавеа само со тоа. Значи, нашиот Венци покрај обврската кон овој проект Куманија требаше да прави друго. Веројатно тоа беше случај со вас. Да. Така? Да, тој- Значи, и Повеќе вие кои што содржи не бевте- режираше, нели? Да, и повеќе содржи, но оние актерите што беа во Куманија, меѓу кои беше Коки, и они беа ангажирани со има, други. да, Кој да. беше полицаец, кој беше ова, кој беше ова. Да. Мислам, нели? Кој молер, така кој... Така беше, нели? Зидар. Како се вика, К15 се беа посветени на она своето, беа точно и пошарени, тоа е култна емисија, за нас, за Сител телевизија, култна емисија исто така си беше Куманија. И таа имаше во себе, носеше еден надреализам, некој онака кој што беше прилично сличен и со сарелиите што ги има она топ листа, топ да, листа, едно друго. Баш ка оној период кога сценаријата беа блиски со Алан Форд, На Алан Форд правимам некои 3-4 епизоди направимам. па да, значи
Значи, тука па моите пријатели кои што сме растале со Алан Форд, воодушевувале рака у публика, мислам, баш така што имаше добри моменти. Секоја емисија си имаше некои своја публика, нели? Си имаше своја публика. Не би ставал, како се вика, не би можеле да правиме компарација, точно е, К15 беа кудикамо популарни, но ние во Сител телевизија бевме презадоволни со Куманија. Приватен проект беше К15, ние го добивавме, го емитувавме. Но посебно горди бевме Куманија затоа што ние го работевме. Да, вие го продуциравте комплетно. Кажи ми, има ли шанса да се повтори некогаш тоа време, еве кога зборуваме и за Куманија, и за К15, а и за некои серии од поранешна Југославија кога се празнеа улици навечер? Има ли шанси или веќе со ова враќање на програма, снимање на програма, тоа више е исчезнато за секогаш? Некако, да, сето тоа си влие, нели? Луѓето се повеќе врзани со ова. Значи телевизијата малку го губи чекарот, нели, со интернетот, со социјалните мрежи, едно друго, но сепак е најсилен медиум, се уште, нели? Веројатно треба да се погоди таргетот за оние кои што се пред телевизија. Ама таргетот за оние што се пред телевизија е веќе над оние над За вас, бе? За вас, кажете. Ние сме најмлади телевизиски гледачи. Најмлади телевизиски гледачи. Така што, да, се поместува таа граница. Не, секако има содржини за оние помладите, но тешко се погодува да една содржина ги на тој начин да ги врзе, онака да сите генерации да застанат пред телевизор. Значи тоа тешко се погодува. Оној што ќе успее во тоа ќе биде навистина е успешно. Ќе земе многу пари. Додека јас ти подготвувам подароци од нашите пријатели. Па не сте требале. Како не сме? Да, бе, како не сте Па ние не сме нешто направиле, ова ни спремиле, произведува, дават. Ово ти е Великден. Да, Великден. За Великден, не само за Великден, ние на сите гости даваме ваков тип на подароци, односно нашите пријатели. Фала Екстра ви, мен, позната фирма ти е местнати со Позната местнати ми е, да. производи. Стварно Ова се е, требале, човек. сега требаше можеби пред празници за да зачистиш ово подомче или екипата дома. Ова другари ако ме видат, ние си имаме со другарите една екипа што се вика Папуча. Папучари, Имате? да, имаме екипа Папучари. ние не сме ја формирали уште, и секоја година го избираме Папучарот на годината. Да, бе, златна Фала ви папуча. за ова што ми Еве го ти, дадовте и ова е готово, значи Златна папуча на жолта е. готово е. Те прогласи, готово. Значи готово сега. Јас сум со најголеми предиспозиции мене да ми ја доделат. Кога си веќе папучар домче, ќе си седиш Со ќе си на излазам, утро за освежување. Фала ви, не се требале. Вучен козјак. И на крај ќе те пратиме малку нормално со сопругата, ако веќе си папучар, што ми ја доби наградата во ресторан Етно село. Вика ресторан Ма, Етно човек. Тимчевски ваучер 2000 денари Ристо Самарџиев. За мало гостување внимание, така да. во емисијата. Секоја Секоја чест, не сте требале, човече. Мора да те прашам за крај, освен ова што со Благодарам. меморија што го планирате, нешто друго што и дали ќе те видиме повторно во некоја соло варијанта, рече дека Драгане, настапуваш Прво да си и одземам како- ваучерот. Да, 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 Ваучер, јас па секогаш ги тоа заборувам гостите, ако може да остане за А мене. самите да се поба, да. Овели? Не знае да Фала го ти, забрави фала ти. поклоне и ga пометнената Да, мана, бе, ја към забравил Драгане ја. дај на Со човека. задоволство. Како се вика? Рече дека настапуваш уште соло. Планираш во тој дел нешто. И во Сител дали Се има собираат, некои се планови собираат, сега? како се вика, се собираат композиции, ги имам. Некои кои што мислам дека може да бидат интересни за публиката, за сите возрасти. Да, мислам дека може да е сето тоа интересно. Некако во овие 5 години кога се појави дрилата, некако чекав, ја во овие 5 години немам направено нешто ново. Некако чекав да се случи нешто со меморија и добро е не се случи. Борис Трајковски, сепак тоа не е мала работа, се случија уште неколку концерти. Еве сега се прави концепт да се снимат уште неколку нови композиции, да се направи тој концерт во Борис Трајковски. Мислам дека мимо тоа, ако проценам дека таа работа не попречува на ова, мислам дека имам во глава, односно не во глава, туку во компјутер веќе и во добар дел
подготвено неколку композиции, 2-3 композиции, кои што мислам дека може да се интересни. Сите се различни затоа што си кажав дека музиката не треба да не ограничува. Некого може би ќе изненадам со една, Да, и да ве другата стави ќе личи околу на себе. нисто, другата мојот глас ќе биде и повторно ќе личи на мене, но ќе биде тотално Не се различно. одредува Третата жанровски. ќе биде буквално да можам да направам да можам да направам со група гезме. Значи може да биде ваква само тамбурачка. Да. Но мислам дека ќе влезам и покрај ова се што го работиме со меморија и во некоја таква реализација на скори така. Супер. Да се тера со песна, тоа е она најважното. Да. Да. Останува песната во прв план, во секој случај, без разлика што и да Па работиш. добро сега, нели, обврските како одговорен уредник се прилично Просто сериозни тоа и големи, оди. но дефинитивно оноко колку што ми дозволува времето, не се откажувам од музиката, па колку и да е тоа време. Се надевам го ќе имаш дозволува тоа, да. многу време за музика. Дај Боже, дај Боже. Ако дај ништо Боже. друго, уште малку во пензија, па ќе можеш да се посветиш Тогаш комплетно. најповеќе, па тогаш не, па гледај се Ролинг Стоунси на 83 години снима албум, таа, така. Па им прават Не, омаж, се да. пеат нивни номери, Па да, а тие во а публика, многу освен се тоа догаѓа ми- тој момент. А освен тоа мислам дека поздраво живееме од нив. Да, во секој случај би требало да издржиме до тоа. Да, Да кажам, значи нема пороци. Што нема? Да не набројуваме. Оти ќе останат Што некои нема, па нека да не останат, испадне да. дека сме. Што без? Нема. Па не е порак. Не, не ли е порак? Па не е порак. О, откад? Не знам. Откад тој? Па зашто не го Таман практикуваш си, ако не е таман си, порак? таман си. Ти благодарам што беше наш гостин, ти Ви посакувам. благодарам на поканата, да, баш Сите уживав. планови онака. да ти се успешни. Се е добро да тераме со добро. Уште еднаш честит Великден. Убави великденски празници и онака секој ден да го празнуваме како да ни е Великден, дај Боже. Дај Боже. Ете така, во знакот на големиот празник, честитки до сите вас, останете уште малку со нас, малку хумор. Не може. Зашто не може? Зашто министер е унатре? Што пишка толку? Да не има запек? Што тебе гајле што има министер? Ајде тере си работа. А слушай ти чичета сак. Еве ти на тебе чиче, 5 денара. Зашто? Друг пут, кај ќе појде министр у ВЦ, пушти тие 5 денара у шоли пред да седне. Зашто? Па да го зине гозица. Да видиш так дали ќе има запек. Не може. Министар ви е внутре. Дојдовме при крај и со задоволство можам уште еднаш да констатирам и оваа година дека ние мажите уште еднаш докажавме дека ако жените се поубавата половина, ние сепак сме понежната, бидејќи цел живот носиме јајца и не ги кршиме. Добро, освен на овој ден, Великден, нели е? Овој ден, за овој ден дедо дава на баба да му ги крши дури и оревите, ама откако претходно ќе ја земе билицата да не јаде, оти му биле за продавање. До следниот викенд, драги мои, кога повторно се враќаме заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, млечните производи од Вучен Козјак, вкусните специјалитети од Екстрамейн, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски. Уште еднаш, имајте убав ден и не само Великден, напротив, во иднина за сите оние што посакуваат искрено, еве и јас посакувам за нив да секој ден им биде Великден. До следниот викенд, поздрав до сите. Чао!